Мир вам! Мир вам! На почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана што постана. Во Него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнината свети и мракот не опфати. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде да сведочи за светлината. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина која го осветлува секој човек што доаѓа на светот. Во светот беше и светот преку Него стана, но светот не го позна. Дојде кај своите и своите не го примија, а на сите што го примија, на сите што поверуваа во Неговото име им даде можност да станат синови Божии, кои не од крв и од похот машка, а од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. И ние сите ја видовме Неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Ово е за кого реков, кој иде по мене, кој ме испревари и постоеше порано од мене. И од Неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеја, а благодатта и вистината произлегоа од Исуса Христа. Кој си ти? Му рекоа. Кој си? За да можеме да им кажеме на оние што не испратија. А Јован им одговори: Алелуја! Јас сум гласот на оној што вика во пустината. Израмнете го патот на Господа, како што вели пророкот Исаија. Зошто тогаш крштеваш, го обвинија, кога не си ни Илија, ни пророк, ни Христос, зошто крштеваш? А Јован им одговори: Јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате. Тој е оној што иде по мене, кој беше пред мене и кому јас не сум достоен ни врвките од обувките да му ги одврзам. Јагнето Божјо кое ги зеде гревовите на светот врз себе. И јас видов и поверував дека е овој Син Божји. Го видов Духот како слегува како гулаб и остана над него. Тој е кој ќе крштева со Дух Свети и со оган. И јас видов и поверував дека е овој Син Божји. Вистина ви велам, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите Божји како се искачуваат и слегуваат над Синот човечки. Вистина ви велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Вистина ви велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Зашто роденото од тело, тело е. Роденото од дух, дух е. Вистина ви велам, ние говориме за она што го знаеме и сведочиме за она што сме го виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви говорам и не верувате, како ќе поверувате ако ќе ви говорам за небесните? Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден Син, да секој што ќе верува во Него да не погине, но да има живот вечен. Зашто Бог не го даде својот Син за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку Него. Светлината дојде на светот, но на луѓето им омине повеќе мракот отколку светлината, зашто нивните дела беа лоши. Зашто секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не се видат неговите дела, оти се лукави. А секој што твори вистина оди кон светлината, за да се видат неговите дела, оти се од Бога извршени. Бог е дух и оние што му се поклонуваат,
треба да се поклонуваат со дух и вистина. Јас не сум Христос, да сум испратен пред Него. Кој доаѓа од озгора, тој е над сите. Кој е од земјата земене и како земен зборува. Кого пак Бог го испратил, он кажува Божји зборови, зашто Бог не го дава духот со мерка. Подигнете ги очите своји и видете ги нивите како побелеле, готови се за жетва. И жетварот веќе собира плодови за живот вечен, да се радуваат заедно и сејачот и жетварот. Зашто еден сее, а друг жнее. Вистина ви велам, не Мојсей ви даде леп од небото, но мојот Отец ви дава вистински леп од небото. Зашто лебот Божји е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот. Јас сум лебот на животот. Кој доаѓа при мене, нема никогаш да огладни, и кој верува во мене, нема никогаш да ожедни. Се што ми дава Отецот ќе дојде при мене, и секој што ќе дојде при мене, нема да го испадам надвор. Волјата на оној што ме прати е, секој што ќе го види Синот и ќе поверува во Него, да не погине, но да има живот вечен. Јас сум живиот леб што слезе од небото и му дава живот на светот. Кој јаде од овој леб ќе живее вечно, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе живее живот вечен, зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинско питие. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас ќе бидам во него. Уште малку време сум со вас, а потоа ќе отидам кај оној што ме прати. Ќе ме барате и нема да може да ме најдете. И каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. Дури сум во светот, јас сум светлината на светот. Кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Ако вие останете во моите слова, ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати додека е уште ден. Оти настапува ноќ, кога не ќе може никој да работи. Дури сум во светот, јас сум светлината на светот. Господе Исусе Христе, семоќен Спасителу наш, нека е вечна Твојата слава, сега и секогаш, и во вечни векови, и во векови. Амин.